Тема на денот, како што најавив, разговарам со државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски. Обвинителе, ви благодарам за можноста да го направиме овој разговор и да информираме јавноста за сето она што го работи обвинителството. Морам на почетокот да ве прашам кои се последните информации за постапката. Денеска добивме повеќе информации. Првичната беше дека мерка притвор е побарана, краткотраен притвор за 16 лица. Според последната информација ќе биде дополнето барањето со уште едно лице. Кои се последните информации во врска со ова? Точно така, за разлика од вчерашниот ден, кога имаше 14 лица, во моментов има 16 лица, со тоа што уште едно лице во моментов чека во зградата на јавното обвинителство за побарање на јавното обвинителство од страна на судот да се определи мерка 48 часовен притвор. Со тоа што можам да кажам, има уште 3 лица кои што се хоспитализирани, меѓутоа по нив не може сега да се постапува, имајќи предвид дека се во болница, со тоа што едното е надвор од државата, а другите 2 лица се тука во државата. Тие не се контактибилни? Кога медицинскиот персонал, односно надлежните лекари ќе кажат дека можат со нив да се обави разговор, тогаш и јавниот обвинител ќе постапи. Обвинителе, денови слушнавме многу информации во однос на тоа каков проблем направија измените на Законот за кривична постапка во однос на времето кое го имате за работа. Ќе може ли да стигнете да го завршите сето ова првин во овие 48 часа за краткотраен притвор, или реално е да очекуваме дека ќе биде продолжен за уште дополнителни 48? Тоа ќе биде проценка на јавниот обвинител, односно на тимот на јавните обвинители, со оглед дека се прибираат интензивно секој момент нови дополнителни докази. Ветив и ќе останам на тоа ветување дека истрагата ќе биде брза и ефикасна, меѓутоа не значи дека ќе биде избрзана. Мора да се соберат сите докази по легален пат, мора доказите да се имаат доказно својство, односно да бидат на законит начин прибавени, што значи дека обвинителскиот тим постапува многу предпазливо и многу внимателно. Се работи за навистина многу сложен, тежок, комплициран предмет, каде што има многу жртви. Причината за несреќата се знае дека се работи за загуба на човечки животи од настано што се случи од концертот, така да ќе се утврдуваат сите факти и околности во однос на причините за несреќата. Обвинителе, сега ми го отворивте ова прашање затоа што имаше многу коментари од страна на граѓаните на социјалните мрежи, затоа што цело време го следат во живо постапувањето на истражните органи, начинот на кој што беа транспортирани доказите во пластични вреќи, во хартиени вреќи. Може ли да им објасните на граѓаните дали тоа е начинот на кој што се прибираат, транспортираат доказите? Може ли да се очекува тука некаков проблем во однос на таа постапка? Не може да се очекува проблем затоа што доказите се обезбедуваат на начин согласно Законот за кривична постапка. Јавните обвинители беа на лице место, вршеа увид со тоа што беа присутни и други вешти лица, со тоа што дадоа одредени насоки како и што треба натаму да се преземи и да се вештачи во однос на материјалот, во однос на она што е затекнато на лице место, така да увидот на лице место се вршеше најпрофесионално од страна на јавниот обвинител. Меѓутоа можам да кажам дека се уште местото на настанот е обезбедено и доколку има потреба ќе се врши и понатаму дополнителен увид. Вие бевте таму на лице место, ја видовте состојбата, ја гледаме ние и од снимките и од камерите. Верувате дека вештите лица имаат доволно материјал за да го утврдат секој дел од постапката и се она што било поставено како материјал внатре, за да вие подоцна имате докази со кои што бе располагате? Да не се повторувам, при увидот на лице место, она што го кажав истиот ден во неделата, тоа се е забележено од страна на самите јавни обвинители и она што е утврдено на лице место, а тоа се работи кои што можем да ги споделам со јавност. Во однос на вештите лица можам да кажам дека во овој момент имаме разговор со одредени вешти лица со тоа што ценам дека во однос на вештачењето ќе добиеме навистина квалитетно вештачење. Обвинителе, да одиме на конкретните работи кои што произлегува од цела во оваа постапка. Некако најмногу се зборува за името на градоначалникот на општината Кочани. Дали, на каков начин, во каква постапка е опфатено името на градоначалникот на Кочани, кој што поднесе оставка?
Така, во текот на минатиот ден градоначалникот беше доведен во јавното обвинителство и даде исказ во однос на неговите надлежности, меѓутоа тој исказ сега ќе се проверува согласно неговите овластувања и доказите. Токму на таа околност од страна на јавното обвинителство, односно судот, беше дадена наредба за претрес и се изврши претрес во општината. Сега ќе се анализираат доказите кои се во однос на неговата надлежност и неговите овластувања и да видиме после ќе се утврди неговото својство. Ова значи дека тој може да се најде на листата осомничен? Не само тој, секој кој што постапувал спротивно на прописите и техничките правила за мерките за заштита и со тоа се предизвикало опасност за животот и телото на граѓаните, секако ќе има... Овде алудирате, предпоставам, на вработените во општината кои што требале да вршат контрола, така, инспекцијските служби. На сите оние, затоа што во овие 20-тина што се сега определен мерка притвор има различно својство и различни профили на луѓе. Со оглед на тоа дека веќе е определена мерка краткотраен притвор за поранешниот министер за економија, морам да ве прашам во која насока е опфатен тој во целата оваа постапка? Се работи за издавањето на таа спорна нелегална лиценца? Вака, тимот на јавните обвинители во моментов имаат сомненија за 3 во главном кривични дела. Тоа е едното кривично дело од член 292, другото кривично дело е давање и примање на подкуп и третото кривично дело е во однос на забрана на употребување на пиротехничките средства. Така да сите овие што имаат краткотраен притвор, тимот на јавните обвинители се движи во рамките на инкриминациите на овие кривични дела. Слушнавме многу информации во однос на тоа и од страна на политичките представници, од страна на граѓани и сето она што како неофицијална информација доаѓа до новинарите во однос на подкупот кој што го споменавте вие. Има ли воопшто некаков доказ до кој што дојде јавното обвинителство за давање на некаков подкуп во однос на целата оваа постапка за издавање на лиценција? Вака, не можам да споделувам информации во однос на дело од истрагата, меѓутоа со самото тоа што кажав дека јавните обвинители ќе постапуваат по основа и на сомнение за 3 кривични дела, сметам дека доволно говори фактот дека ќе се работи за тоа кривично дело. Овие докази кои што кружат во јавноста, во моментов јас како јавен обвинител од она што го имам како сознание, навистина не можем да ги споделувам затоа што тоа може да ја компрометира истрагата. Имате сведок кој што дава таков исказ, кој што е подготвен да говори во таа насока? Значи, се е обезбедено во рамките на законот, сослушани се сите овие што се досега приведени и што ми е определена мерка 48 часовен притвор, така да верувајте дека обвинителството е направиот пат да ги утврди сите околности и факти да дојде до вистината. Обвинителе, морам да ве прашам во однос на користењето на пиротехниката, која што се посочува како директна причина, барем во овој момент за избувнување на пожарот, пошто следуваше големата трагедија во која загина за сега 59 наши сограѓани откочени. МВР излезе со информација дека бендот бил тој кој што ја обезбедувал пиротехниката, членови на семејството ги демантира ваквите информации на членови на овој бенд. Кои се информациите на јавното обвинителство? Имате вие докази дека бендот ги носел пиротехничките средства или се работи за нешто друго? И на таа околност можам само да споделам дека јавното обвинителство презема действие со тоа што дел од действијата се утврдени и дел е утврдено кој што како презел, така да во моментов и во тој дел не можам да споделам некои јавни информации, така да со сигурност верувајте ќе се утврди кој ги донел тие пиротехнички средства, кој требало да ги употребува, од каде се набавени и така натаму. Обвинителе, сега имаше повторно различни информации во јавноста. Ве прашувам за да одговориме на се она што очекува како одговор јавноста во однос на постапувањето на полицијата вечерта кога се случила трагедијата. Слушнавме од министерот за внатрешни работи дека неколку минути пред да се случи пожарот, таму во дискотеката пристигнале овластени службени лица на Министерството за внатрешни работи и дека веќе започнале некаква постапка. Впрочем, еден од загинатите е и припадник на Министерството за внатрешни работи, но постојат сомнежи во јавноста дали било
така, дали навистина биле внатре, не биле внатре, има ли некој писмен доказ, документ кој што потврдува дека се испратени овластени службени лица на терен таа вечер? Ова информација ја даде самиот министер за внатрешни работи, со тоа што јавното обвинителство и на таа околност ќе испитува дали била полицијата, кога била, што превзела, кој временски период престојувала во локалот, така да на таа околност ќе нема никаков проблем со оглед дека и самиот министер кажа дека полицијата действувала во рамките на незините надлежности и испитувала дали во објектот има малолетници и дали се работи за евентуално примена на некои наркотични средства. Морам да ве прашам, денеска има различни информации во однос на тоа дали е завршена или не е завршена обдукцијата. Какви информации имате вие како обвинителство? Добиено ли е некаква информација од страна на Институтот за судска медицина? Обавен е разговор со директорот на судска медицина со тоа што од оние информации што ги има јавното обвинителство, исто така се работи со пун капацитет во однос на обдукцијата и се надевам дека во многу брз и краток рок ќе бидат и телата сите предадени на родителите. Која е целта на обдукцијата, за да појасниме за јавност? Вака, причината за смртта е секогаш битна за секој инкриминиран насилник со смртни последици. Што значи дека судот, односно јавното обвинителство, мора да обезбеди сигурни, јасни, цврсти докази на таа околност и затоа за секој починат мора да има обдукција да се утврди која е причината за смрт. Обвинителе, морам да ве прашам во однос на водењето на постапката во општината Кочани, во просториите на основното јавно обвинителство во Кочани, во судот во Кочани, зошто се одеше на таква одлука, целиот процес да се спроведува во Кочани? Има ли некаква опасност, ризик да се работи тоа таму и зошто ја донесовте ваквата одлука? Не ја донесовме ние таквата одлука затоа што законот тоа го предвидува. Согласно, мислам дека член 31 беше од кривичниот законник, местото на насторување на кривичното дело или местото на каде што настапила последица. Значи, во конкретниот случај последицата е во Кочани, што значи дека без разлика на действијата, што има одредени действија и на подрачје на други градови, според последицата определена е местна надлежност на основното јавно обвинителство Кочани. Со оглед дека се работи за јавно обвинителство со проширена надлежност, тука и стварната надлежност, така да основното јавно обвинителство Кочани нема никаква пречка во однос на истражување, односно водење на постапката. Токму од тие околности, имајќи предвид дека таму има многу мал број на јавни обвинители, јас донесов одлука да бројот на јавните обвинители се зголеми и во моментот работи тим од 9 јавни обвинители од различни подрачја. Имаше коментари дека посебно при транспортот и пренесувањето на поранишниот министер за економија Крешник Бектеши, велат овде во полициска станица во Скопје се врши разговор со него, па се транспортира во обвинителството во Кочани. Значи тоа е постапката која што мора да биде спроведена и реализирана. Така е, постапката за сите беше во основното јавно обвинителство Кочани, со тоа што и судот во Кочани ги определуваше, односно носеше решение за определување на мерката краткотраен притвор, а тоа се случи и со споменатиот министер. Така да тоа ќе биде и со доколку има и со наредните тие сите што ќе бидат приведени, односно осомничени во поглед на надлежноста на јавното обвинителство на со овој кривичен правен настан и во поглед на својството кое што ги имаат тие лица, за разлика од може некои лица да имаат полициска овластувања и тоа да биде надлежност на јавното обвинителство за организиран криминал. Морам да прашам, сите зборуваат дека правдата ќе биде задоволена, дека секој кој што има било каква одговорност ќе одговори, но што да очекуваат граѓаните? Кога би можеле да ги видиме оние кои што се осомничени во судот? Како би течела таа цела постапка? Вака, јас ветив и ќе останам на тоа ветување дека јавното обвинителство во моментов навистина работи макотрпно и се жртвува буквално да ги прибере сите докази што е можно во пократок рок.
можам да ветам дека истрагата ќе биде најпрофесионално изведена и ќе се утврдат сите релевантни факти во однос на постојање на кривичното дело. Секој кој што има преземено одредени действија, секој ќе одговара во рамките на своите овластувања и ценам дека во тој дел правдата ќе излезе на видело. Гледаме каков е револтот во јавноста, особено помеѓу жителите на општината Кочани. Која би била вашата порака? Вака, јас тоа го кажав и претходните денови, ја разбирам огромната тага и болка, но и гневот што го чувствуваат граѓаните, бидејќи тој самиот гнев го чувствуваме и болката и самите ние. И јас како државен јавен обвинител, верувајте, многу ми е тешко да кажувам за вакви предмети, меѓутоа апелирам до сите дека е ова време кога навистина ние мораме смирено да се обединиме и целата енергија да ја насочиме кон утврдување на вистината и да се доведат пред судот сите оние сторители, евентуални кои што сториле некако кривично дело и повеќе никогаш, ама никогаш да нема да се соочиме со вакви тешки и последици. Обвинителството верувајте, ќе ги изведе пред правдата сите што се одговорни за овој кривично правен настан. Обвинителе, и ние веруваме целокупната јавност ќе ја следи вашата работа. Ви благодарам многу за споделените информации.